дискриминација во Република Македонија е мачно, затоа што никој не ги дава насоките каде треба да се обратиш, каде треба да побараш помош во врска со тоа. И не се третира како проблем, не се смета дека е некој сериозен проблем на кој што треба да се работи. За ситуацијата да се подобри, најпрво треба да се гледа на дискриминацијата расна во земјава како на сериозен проблем. Иако малку ги има тие кои што се со разлики на бојата на кожата овдека, тоа не значи дека треба да се сопоставува, туку треба да се сепак треба да се превземе, да се гледа како на проблем и треба да се работи на едукација поголема, на едукација на населението, најмногу на нека кампања да се направи, да некои интересни проекти преку кои што децата ќе се едуцираат за тоа какви разлики има, треба да се прифаќаат, како треба да се реагира на разликите, расни зборуваме конкретно, насекаде и во различни форми, најчесто вербална и најчесто од страна на тинејџери со дофрлувања, како типот со зборови нигер прифатени од американската култура, сленгови, да, и ги применуваат тука сметајќи дека тоа е во ред и дека е фраерски. Не го разбираат, да, можеби не го разбираат, не разбираат тежината на таа навреда упатена кон луѓето со разлика на бојата на кожата. Значи, дали некој до сега е казнет затоа што ве навреди вас и граждани? Никогаш. Значи, повеќе пати имам обид да пријавам случаеви во полиција на кои што добивам совети од полицијата, од типот на на кои насоки во кои правец треба да ги воспитувам децата за да избегнуваат такви ситуации, без да се превземе, без да се направи записник. И јас бидејќи не си ги познавам доволно правата, нели, го прифаќам советот и велам во ред, благодарам, пријатно. Значи треба прво мене да ме запознаат со моите права. Да, кога ќе отидам да се пожалам некаде, дека јас имам проблем, дека сум дискриминирана расно, не ми треба утеха, мене ми треба совет како јас треба каде треба да се обратам.